Во вестите на Имнет телевизија ќе гледате: училиштата со напори да запишат што е можно повеќе правачиња, ама реалноста сосем поинаква. Се дава еднократна парична помош, училишен прибор и слично, но се запишуваат се помалку ученици. Зоран Тодоров независен кандидат за градоначалник во општина Кочани. Во трката за градоначалничката фотилја за сега познати само имињата на двајцата независни кандидати Тодоров и Крстевски. Поднесени 3 независни листи на советници. Кучињата скитници и понатаму проблем во Штип. Се заловуваат постојано, ама по соодветно третирање повторно се враќаат на улица. Граѓаните реагираат, од општината велат постапките се согласно закон. Продолжен притворот за 30 дена за родителот кој физички нападна двајца фудбалери на стадионот Бело Брадо во Штип. Судењето закажано за 18 септември. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.